Добар ден, добро утро, добро вечер, од каде и да сте и кога и да ја слушате новата епизода на Анекта. Во оваа епизода разговарав со Вања Мицевска, новинарка од Штип, со која разговаравме за нејзината битка со ракот на дојката. За тоа како ние медиумите и новинарите известуваме за онколошките пациенти и за последниот скандал на онкологија. Уживајте во наредниот час. Здраво, Вања, како си? Здраво, благодарам на прашањето, супер. Фала за поканата. Да, ти самата кажа дека досега не си била гостинка во подкаст, така што баш ми е кеф што во Анекта си втора гостинка поред, а ова е твојот прв подкаст. Да, јас во суштина сум некој кој што обожава да слуша подкасти, кога се шетам, сама кога чистам по дома, пред да заспиам или кога ќе станам. Најчесто се тоа подкасти за личен раст и развој или за ментално здравје. И подкастот го обожавам како форма на слободно изразување на теми кои што ретко ги има во традиционалните медиуми. Супер, прво тогаш да те прашам, бидејќи можеме послободно да зборуваме, како ти се допаѓа кафето што беше договарано и спремано долго. Да, кафето е договорено да биде со веганско млеко, затоа што сум алергична на млечни производи и ги одбегнувам. Така што и до некаде избора, до некаде сум и принудена да користам растителни производи. Да, ама од друга страна не требаше да дојдеш со термосот на гости кај мене во редовно подкаст. тоа го правам, да. Се чудат ли луѓе кога ќе те видат дома Не, или веќе се навикна? Пред да дојдеш намаму, објави фотографија на Инстаграм пред основното јавно обвинителство. Може ли нешто накратко, колку што нели дозволува процесот во кој сега се наоѓа се, да ни раскажеш што се случува? Да, откако на протестот повикавме на одговорност за случајот на клиниката за онкологија и повикавме обвинителството како најзасегната институција да не затаи во овој случај, бевме повикани на средба. Тоа беше навистина еден позитивен чекор, можам да кажам, од страна на обвинителството. Повикот беше достапен или во јавноста, можеше било кој од пациентите или нивните семејства да дојде. За жал на крај пак се појавивме само 3 пациентки, сите со диагноза карцином на дојка. Тоа беше првата средба. Најавено е дека ќе има средби и понатаму. За сега само знаеме дека има предистражна постапка, дека случајот ќе го водат двајца обвинители и ќе се утврдува што точно се случувало, но во секој случај тоа е една обемна документација, се чешлат буквално медицинските истории, а тоа се навистина истории кои што вклучуваат доста документација за пациентите, така што ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Веќе објавени телефонски број и електронска адреса на обвинителството, каде што може да се поднесуваат пријави од страна на сите граѓани кои што сметаат дека располагаат со некои информации што би биле од корист. Да, се надевам дека до моментот кога ќе објавиме епизодата, дека веќе ќе имаат работите тргнато на некоја нагорна... Да, некаков поконкретен тек. Да, би требало луѓето да се охрабрат и да сватат дека ова е борба за сите нас и дека вака погласно би издействувале уште подобри здравствени политики за сите пациенти. Тоа го кажав и во изјавата за медиумите, дека ракот за жал е болест која зема замав. Возрастната граница се намалува и треба да сме погласни во борбата да извојуваме подобри услови за онколошките пациенти, затоа што за жал секој може тоа да стане. Дали сметаш дека, кажа дека денеска сте биле само 3 пациентки, претпоставувам дека и другите 2 ги познаваш. Да. Дали мислиш дека и покрај тоа што се случи толков скандал, дека луѓето сепак се уште се плашат, иако биле и оштетени, дали нивни членови од семејствата? Да, се плашат, за жал и меѓу самите пациенти болеста е се уште табу тема. Не имаме на социјалните мрежи повеќе групи
кои што се баш таргетирани за вакви пациенти и многу често некои најобични прашања за совет или за искуство тие ги поставуваат анонимно. Ко во сите други групи што се за помош. Да, Ете, и- нема представа дека дури за пациенти кои се дури онколошки. пред пациентите кои што тоа го поминале има луѓе нели дали се плашат, дали се срамат, не знам. Па ако тргнеме од таму дека за тоа се анонимни, како на пример од каде да купам капа, турбан или нешто така. Ако тргнеме од тоа, можеме да замислиме нели дека очекувано извесен мог да има и во врска со ваквиот скандал, но од обвинителството ни рекоа дека гарантираат нели анонимност за сите оние кои што ќе достават информации или докази ако имаат. Така што еве уште еден апел да помогнат на институцијата едноставно да бидеме сојузници. Кога веќе многу ретко се случува да ни е пружена таа прилика да можеме да им Да, помогнеме да. на институциите, барем нели да го искористат тоа, предпоставувам дека не само самите пациенти тука многу може да помогнат, веќе видовме медиумите дека помагаат, но предпоставувам дека и самите роднини на пациентите. Самите роднини, особено на тие пациенти кои што за жал веќе не се тука, така што останува на нивните браќа, сестри, родителите или нивните деца, ако имале деца, останува на нив тие да ја водат таа правна битка. Ти напиша и колумна во твојот матичен медиум, би го кажала така. Имаше доста споделувања на социјалните мрежи, предпоставам како и се друго кога ти ќе напишеш поврзано со болеста. Таму повеќе се осврнуваш на крајот на 2019 година, каде што велиш дека сите се спремаат да испратат годината, ама и ти се чувствуваш како да собираш трошки и дека сите околу тебе се, нели да речем, и виновни. Тука пред мене имаме на статистика од Институт за јавно здравје. Пред да влезеш ја види ти самата, бидејќи е фотографија од Институтот за јавно здравје, каде што има статистики од претходните 10 години и од тоа во која старосна граница колку пациентки заболеле од рак на дојка и во 2019-та те нема во статистиката. Да. Така што тоа покренува и уште едно прашање дали статистиките и дали дури што е малце, јас тоа секогаш се лутам и се бунам и во медиуми кога збориме лица и статистики, тоа се луѓе. Не постојат лица и статистики, постојат луѓе. И па во графата на луѓе што се односно на девојки и жени што се помали од 29 години, Вања ја нема. Да. Може да ни раскажеш дали при самата твоја не знам и голгота и борба имаш забележано ова е само парче хартија и се некои параметри, Да. но сепак како на некој начин пациентките да се ставени на самите маргини. Не дека е голема работа ако тука постоеше ти, ова е само хартија и бројка, но дали забележуваш дека има недоследности дури кога станува број за бројки? Апсолутно, да. Ние сме повеќе од бројки. Например, статистиката дека 1 од 8 жени во текот на животот ќе заболи од карцином на дојка е буквално нечија човечка судбина и судбина на целокупното семејство на таа пациентка, но ни требаат бројки, значи ни треба точна статистика за надлежните да искреираат подобри здравствени политики, исто како што ни е потребен попис во државата за да искреираме политики за прашања од различни области, така и во здравството, затоа што кога ние ќе имаме бројка, ќе имаме некоја подобра представа колку терапии да се набават, какви терапии да се набават, може би да се дисперзираат до болниците од внатрешноста, едноставно самите пациенти да имаат подобар пристап до здравствените услуги. Знам дека години наназад се говори за регистар за онколошки пациенти, но таков проект досега не е направен. Јас знаев за оваа статистика на Институтот за јавно здравје и предходно кога предходниот октомври во некој од медиумите имаше оваа статистика и така видов дека не е веродостојна. Па би требало или да се подобри статистиката на институтот или да се направи конечно тој регистар кој што со години наназад го бара невладините
организации, за да можете врз основа на некаква бројка да се носат по-конкретни решенија. Како што немаме, да речеме, и за ништо друго. И за ретки болести не сум сигурна дали за е лицата со направен попреченост не е направен Да, регистар, всушност не е направен регистар за ништо. Спомена дека ти си го прочитала во медиумите, ова исто извадок од графикон на медиум, значи веројатно што и самите како новинарки, ако побараме бројки, ќе ги добиеме овие бројки, што на некој начин значи дека било кој медиум и било кој новинар или новинарка ќе манипулира со јавноста затоа што не се веродостојни. И тоа ненамерно. Да, ќе испрати погрешна информација до јавноста, затоа што е погрешна информацијата кај официјалниот извор што треба да ја даде. Друга работа што јас исто мислам, можеби ти си го забележала низ години, сега особено, дека некако, па особено за ракот на дојка, дека се зборува само во розевиот месец, во октомври. Да. Сега, јас и ти многу случајно снимаме емисијава, зборувајќи на Инстаграм, праќајќи си пораки, смешки, се погоди се и со скандалов и јас и ти да се видиме баш сега, но имам впечаток дека за вакви теми се зборува само по поводи, само ако некој се пожали па викне медиуми и каже дека чекаме долг ред за најосновни прегледи, нема термин за мамографија и тоа е вест што најчесто оди во крајот на вестите и се посветува само најмногу 10 реченици. Да, добро е да има еден месец во годината каде што ќе се збори малце поинтензивно околу тоа. Еве нека биде и во знакот на розевото за да испратиме порака дека животот продолжува, нели, после таа диагноза, но да и во сите останати месеци треба да сме погласни, да се погласни и самите пациенти и медиумите поотворени за овие теми. Некако самите медиуми забораваат на едукативната функција која што ја имаат, повеќе се фокусираат само на информативната, меѓутоа едукативната некако е занемарена и ние немаме доктори во медиумите кои што ќе објаснат на жените како да направат само преглед, кои што ќе ги едуцира дека тој само преглед треба да се прави во одреден период пред или после менструалниот циклус, да кажат кои се причините за тоа. Не ги едуцираме луѓето преку медиумите кои се нивните социоекономски права кога имаат една ваква диагноза, например да им се објасни патот како да побараат паричен надоместок на име на туѓа нега, како да побараат паричен надоместок врз основа на одстранет телесен орган. Не ги едуцираме луѓето дека општините во нашата држава доделуваат еднократна парична помош и тие не се законски обврзани на тоа, туку секоја општина самата одредува колкава сума ќе биде доделена. И навистина треба да се освестат, јас би рекла, уредниците, не новинарите, затоа што уредниците се тие кои што ги донесуваат, нели, по круцијалните одлуки и секако да бидат погласни и самите здруженја, бидејќи за еден месец ќе имаме ние цело време кампањи, некакви памфлети и слично, меѓутоа никој од нив не се појави денеска во обвинителството. Добро, тоа мислам дека веќе станува пракса за што и да се случува. Да, дури новинарите не прашаат дали сме членови на некакво здружение, ако да, на кое. Меѓутоа јас им кажав дека има здруженија, еве и пак ќе кажам, кои што земаат грантови, но оваа борба ние си ја водиме неформално, без никакво здружение. Тоа зборуваш конкретно за жените што имаат рак на дојка или општо за онколошки пациенти? Па, општо за онколошките пациенти, највеќе за ракот на дојка, некако од сите типови на малигнитети, ми се чини дека најгласно се зборува баш за овој. Добро, кога ти самата си дознала дека боледуваш од оваа болест, дали ќе ти значеше да речеме сите овие работи што самата ги набра, некој да не предупредил? Не само тебе, туку да не предупредил сите дека некогаш превенцијата, секогаш и превенцијата и раното откривање
е многу важно. Јас не верувам дека ако некој е многу едуциран на таа тема, дека полесно ќе ја прими веста кога ќе ти кажат имаш одреден тип на рак, дали е тоа многу страшно или не, или е тоа непредвидлива болест што не може баш во моментот некој да даде точна прогноза, но како го поднесе тоа сето ти затоа што имаше само 26 години? Да, апсолутно би ми било полесно. Јас од таа причина се решив да зборувам јавно. Дури на предпоследната контрола докторката ми кажа: Вања, ти благодарам за се што правиш, затоа што ни олеснуваш и на нас, докторите, со тоа што ги насочуваш пациентите. Секако дека јас не се ставам во улога на доктор или какво било медицинско лице, меѓутоа, ако некој сега почувствувал некаква абнормалност и ми се обрати, јас ќе им кажам во која ординација има добар и професионален доктор на кој што може да му се верува, ќе им кажам како да аплицираат за туѓа нега или што и да е врз основа на моето искуство. Јас знаев дека е превенцијата важна, затоа што мојата баба исто имаше карцином на дојка кога јас бев на 7 годишна возраст. И јас преку само преглед една есенска вечер почувствував грудка, што е еден од најчестите симптоми. Отидов на лекар, во таа ординација ми беше кажано дека тоа е до мојата психа, дека јас си замислувам. Пошто јас отидов на уште 3 прегледи. Зошто дека на твојата психа? Дека си млада? Дека си замислувам. За жал отидов кај докторка која што не беше доволно стручна, ме гледаше на ехо, таа не успеа да ја види грудката која што беше 1 сантиметар во тој период. Што на ехоите како може да се види? И јас за среќа му верував на собственото тело, знаев дека има нешто што не треба, отидов на преглед кај еден радиолог, кај мојот гинеколог, кај уште една докторка радиолог и на крај нели ја добивме диагнозата, меѓутоа да се водев на тоа, не знам до каде ќе стигнав. Така, дали бидејќи нели си од Штип, но релацијата на твоето и движење и живење Скопје-Штип, дали сметаш дека луѓето од внатрешноста малце потешко стасуваат и до тие прегледи и до самата диагностика? Значи ти си од Штип, нели Штип велиме дека е центарот на истокот, пак е поголем град, болницата може да се каже дека има и повеќе кадар и постручна е од останатите. Сега знаеме дека од околните градови, да речеме од Кочани, од Каменица, доаѓаат и за најобичен преглед во Штип. Да. Дали е многу потешко како човек што е од друг град, затоа што некако се е централизирано во Скопје, да водише на ваква битка и да треба сите тие прегледи во една недела, година, како и доди да ги истераш ако не си од главниот град? Да, дефинитивно е потешко, право затоа што финансиски е многу голем предизвик. Значи, ова е болест која што финансиски доста исцрпува. Сега сметајте, вие ако доаѓате на хемотерапија, имате 8 хемотерапии, да плаќате превоз за да дојдете од вашиот град до Скопје, да платите неколку патарини, например од Штип до Скопје има 3 патарини, што останало за луѓето кои што се од Гевгелија, например, или било од кој друг град. Треба да дадете пари за да се вратите назад, повторно да ги платите тие патарини и плюс да дојде со вас некој од вашето семејство. Затоа што не можете сами потоа да се вратите, Апсолутно, и тој претпоставува. некој веќе ги искористил сите денови, можеби од својот годишен одмор и сега отсуствува од работа, меѓутоа сето тоа е пропадната дневница. Например, мајка ми доаѓаше на сите хемотерапии со мене, на сите контроли кои што беа измеѓу. Доколку јас имав услови во нашата болница во Штип да ја примам хемотерапијата, немаше да мора мајка ми да доаѓа на секоја хемотерапија. Можев да дојдам со другарка, со братучетка, со тетка или било кој друг од семејството. Исто, пациентите кои што се на радиозрачење, многу често плаќаат стан или гарсонјера под кирија за тој месец или месец и пол додека им трае зрачењето, што значи дека пациентот во внатрешноста во старт треба да даде неколку стотици евра повеќе од пациентот што е од Скопје, кој што не би го имал тој трошок.
Да, самата болест како болест не бира од кој град си, колку Апсолутно, години имаш да. и дали ќе има Да. да дојде некој со тебе. Значи во другите градови, освен во Скопје, еден онколошки пациент не може да прими хемотерапија. Хемотерапија се дава само на онкологија на клиниката Мајка Тереза. И може да се прими хемотерапија и во Битола, таму одат пациенти од Ресен, од Прилеп, меѓутоа и голем дел од пациентите од тие краишта доаѓаат на терапија во Скопје и тоа треба исто така да се провери зошто некој кој што има можност да прима хемотерапија во својот град би одел до главниот град и какви се условите во таа болница. Во Штипската, например, има онколошко оделение, меѓутоа таму нема услови за да се прима хемотерапија. Во 2014-та ми се чини беа поставени темелите за да се изгради така наречен бункер и таму требаше да биде ставен акцелератор. Тоа се уште не е во функција. Јас тогаш бев практикант во медиумот каде што работам, известував од тоа. Потоа самата станав пациент на кој што му е потребна една таква услуга и тоа се уште не функционира. Значи една деценија акцелераторот не може да се стави во функција. Така што и во Штип, ако има онколошко оделение, тоа се само некои базични услуги кои што можеме да ги добиеме, како например упат за крвна слика или некоја Што друга можеш да ги добиеш и кај матичниот лекар, сигурно Да. не се тие на толкаво ниво, пак се на примарното здравство предпоставувам. Има некои испитувања за кои што не може матичен лекар да даде упат, например дедимери, кои што може да се покачат под влијание на хемотерапијата. Тука е добро, нели, специјалист да имаш за да ти даде упат и тоа да го испиташ. Меѓутоа ни се потребни многу подобри реформи и промени за тие услуги да ги направиме подостапни. Добро, дали другите пациенти вака кога набројуваш работи, ги спомнавме медиумите, голем дел од овие работи не сум ги знаела, значи пак ќе кажеме поради можеби уредувачките политики во сите медиуми, затоа што некако не се третираат вакви теми. Па дури како за луѓе кои сметаме дека сме доста нели подковани, информирани, не знаеме многу работи додека не ти се случи тебе нешто што е толку лошо, па мора по пат да учиш. Дали од самите пациенти овие сите работи што ги кажа и Приеска дека е многу важно да има доктори што може баш преку медиумите ќе ги искористат како канал, па ќе населението ќе го едуцираат. Дали луѓето што ги запозна лекувајки се низ годиниве, имаш сматено дека исто колку тебе, па можеби и повеќе поима немаат? Па мора низ болести и низ маката да учат, што е многу страшно. Да, за жал ни собственото искуство, нели, учиме. Јас сум кажала многу пати, пак ќе кажам дека новите медиуми се меч со две острици, може да најдете многу лажни вести од типот на тоа дека некој излечил рак со сок. Секако дека за толку тешки болести. Да, не се лечи со сок, соковите од цвекло, морков, јаболко, лимон и некои други слични намирници, сите онколошки пациенти ги пијат, бидејќи придонесуваат за нашиот имунитет во услови кога примаме терапии што го компрометираат нашиот имунолошки систем, но тоа апсолутно не може да ги убие малигните клетки. Има многу дезинформации во врска со болеста, меѓутоа може да се најдат и многу корисни информации, затоа е потребна и медиумска писменост да имаме, да знаеме да ги искористиме тие информации во наша полза. И затоа е важно и сведоштвата на пациентите да ги имаме, бидејќи многу често се случува некој кој што е сега диагностициран, па ќе види некој дека зборувал на таа тема по медиуми, па ќе исконтактира со пациентот и тој пациент му дава контактот доктор, например, се би било многу покомплицирано доколку го немате тој контакт. Значи една многу едноставна информација некогаш може да ви биде многу корисна. Исто така, на онкологија има премногу пациенти и многу често е времето прекратко кај доктор, така што е добро кога ние меѓу себе ќе се исконсултираме, секој нешто ќе го праша докторот, па си ги разменуваме тие информации меѓу себе. Да, мора да имате некоја база за да, нели, може да функционирате, предпоставувам. По ова се што го зборуваш се сведува на
индивидуална информираност, а не дека има и во самиот здравствен систем некоја насоченост од моментот на диагностика, па понатаму, нели, дури доколку има потреба од хемотерапија. Мора подобро некако да се изменаџира целиот тој комуникацијски процес, за да ги знаеме ние нашите социоекономски права. Исто така, многу пациенти тука лутаат, некогаш и самите доктори матични не се доволно запознаени, така што би требало да има некој кој што ќе ги насочува пациентите, и од разговори со други онколошки пациенти, мислам дека би било многу корисно да имаме некој центар за рехабилитација по завршување на самиот третман. Сега во Кучково се спрема училиште кое што треба да стане центар за рехабилитација на дечиња кои што се оздравени од канцер, но такво нешто ни е потребно и за возрастните онколошки пациенти, бидејќи лутаме. Проблемите се многобројни, предизвиците исто така, тоа остава големи последици врз нашиот организам и би било добро да имаме едно место каде што ќе ги добиеме сите тие услуги. Па и за менталното здравје, еве баш ке те прашав тоа, дали вас при самото лекување ви беше понуден психијатар? Дали нашата држава има психијатри, психолози кои секојдневно со тие пациенти работат? Значи не е еден со 200 пациенти, не да ти кажат ако не ти е добро или ако имаш потреба од психијатар, да отидеш на психијатар. Со хронични болни, со онколошки болни, треба и текако да се работи Апсолутно, да. За време на мандатот на министерот за здравство Венко Филипче е воведена психолошка подршка на клиниката за онкологија. Ми се чини дека тоа е единствената клиника во државата каде што постои психолошки кабинет, и тоа беше на иницијатива на Комората на психолози. Функционираше ли тоа вака во пракса? Апсолутно да, се уште функционира. Кабинетот на психолозите е навистина едно место каде што ние наоѓаме прибежиште, каде што се виделе многу солзи и многу често пациентите знаат кога ќе се расплачат да се извинат и всушност не сваќаат дека нема потреба да се извинуваат кога ги искажуваат своите емоции. И тоа самите психолози ни го кажуваат дека плачењето понекогаш може да биде и здраво. Така што секоја пофалба би ја упатила јас за тој тим. Во време на короната тие секоја среда организира така наречено корона кафе во 18 часот, каде што секој кој што сакаше се вклучуваше на Zoom, на групна средба со психолозите, а предходно имаше психолози кои што на волонтерска база пред COVID пандемијата организираа во своите психолошки кабинети групни сеанси. Значи, ние имаме многу професионалци во државата кои што се општествено одговорни и свесни за тоа дека е важно да го одржиме добро нашето ментално здравје и волонтерски тоа го прават. Меѓутоа не се смогна сили некако тоа да се воведе и во другите градови или да се вработат повеќе да психолози. им се регулира и нивниот статус, ако се било на волонтирање некаде. Психолозите на клиника не волонтираат. Последно што знам, значи, беше дека се хонорарци со нерешен статус. Па исто и како да волонтираат, доколку тие самите помагаат на некој што е онколошки болен, а самите немаат здравствено осигурување, малце не фер. Тоа навистина е таа многу специфична работа, бидејќи тие не работат само во нивниот кабинет, туку одат и по собите, ги посетуваат пациентите. Јас кога ја примав втората хемотерапија, ми се чини, дојде во мојата болничка соба председателката на Комората на психолози, од толку што ми беше милина на душата, јас ке се расплачев дека сака некој со мене да поразговара во еден таков тежок ден, а тој некој не ме ни познава. Значи, јас би кажала секоја чест за целата фела на психолози, меѓутоа мора да некако се внимава на нивниот статус, да им се реши социоекономскиот статус
и да се смогнат цели тоа да се воведе и во градовите од внатрешноста и да се вработат повеќе психолози за да работат и во втора смена. Затоа што ми се чини дека работат од 7 до 14 Преку часот. кугурат со кадар, тоа и тоа Апсолутно, веројатно да, што може да. само да се понуди. Да, мислам дека се максимално искористени нивните капацитети и тоа се прекрасни луѓе кои што не разбираат, кои што посетуваа обуки за работа со онколошки пациенти, така што се внимава, да, на аспектот со менталното здравје, но е потребно самата држава да направи повеќе. Добро, тебе кажа колку ти помогнале, но еве ретроспективно сега по години поминати, не се многу, ама не се ни малце 4 години, како си? Ке те прашам пак после некое време од снимањево, како си? Полесно ли се носи човек со тек на време, со самата болест? Да, полесно се носи. Во суштина тоа е многу комплицирано прашање, бидејќи оваа болест некако остава последици на долг рок. Треба само да се научиме како ќе се носиме со нив, на кој начин ќе ги перцепираме, значи да си го наштелуваме мајндсетот на некој начин. Но во суштина би рекла дека се чувствувам одлично. Знам дека имам некои предизвици, не би ги нарекла проблеми, значи предизвици кои што не би постоеле во мојот живот кога не би била болеста, но едноставно се помируваш со тоа, се бориш и продолжуваш напред. Па да, претпоставувам дека е многу голем шок кога колку и да знаеме дека не бира болеста никогаш возраст и години, Да. никој не може на 20 и кусур години, ако му кажат дека боледува од рак, да каже као, па добро, не може да ти е сеено ни на 60, ни на 70. Да, никогаш не ти е сеедно, самата таа болест Или па да звучи кажеш многу страшно. дека на свесно ниво, еве свесен сум дека дури и на моја возраст луѓе заболуваат. Да. Секогаш ќе си речеш па зошто јас, претпоставувам истото и ти си Јас го не имаш се кажано. прашав зошто јас се прашав зошто сега. Знам дека на секој може да се случи и многу често во болничките ходници повозрасните пациенти знаат на нас помладите да ни кажат, вие сте млади, на вас ви е лесно, но во суштина на нас апсолутно не ни е полесно затоа што ние имаме 20 или 30 години плюс од нив во кој што треба да живееме со една диагноза како што е малигнитетот. Значи воопшто не е полесно тоа да ти се случи на години кога ти не треба да одиш по болници, не треба да правиш ехо прегледи повеќе пати годишно, да правиш мамографи, пет скенови, компјутерска томографија, магнет, да пиеш суплементи, или не знам, да ти се случи во период кога се уште немаш деца, знаеш дека можеби би ги имала доколку не постоела таа диагноза. Така што во никој случај не е лесно да се приме таквата информација, но кога сте млади е уште потешко, затоа што другарките и другарите се до вас, меѓутоа кога ќе дојде ноќ за време на викенд, тие заминуваат во диско, а вие немате сила ни да си легнете затоа што ве боли целата глава на која што немате коса и ви е физичка болка да ја ставите главата на перница и целиот живот ви добива еден поинаков тек, тоа навистина воопшто не е лесно. Да, сега спомена една од најчестите спојави работи што секако се појавуваат кај некој што прима хемотерапија и губењето на коса. Да. Не дека во тие моменти најважната работа е каква фризура ќе имаш и дали ќе се здебелиш или ословиш, претпоставувам дека се тоа толку минорни, незначајни работи. Но кога еднаш ги снимав од сано, нели, кај нив се донира и коса, баш со девојчињата зборував, они како мали имаат, нели, го имаат победа на ракот, зборуваа колку тоа им значало многу што немаат како другите долга коса, немаат фризура каква што сакаат, веројатно на нас повозрастните може би не ни е толку тоа најважно, но дали во моментот кога си се видела, да речеме, во огледало без коса, си имаш кажано
Па знам, Вања, дека е најважно што сум жива, ама Да, колку да. ќе беше убаво и коса да има. Ти Па има не ли се- тоа прелетано низ глава дека не е најважната работа? Да. Веројатно е најважно кога ќе станеш наутро и знаеш дека си жив, но дали Апсолутно, тие да. некои промени на телото негативно ти влијае? Да, јас во суштина имам еден проблем, би го нарекла, со overthinking. Секогаш работите однапред ги планирам, ги размислувам, ги преобмислувам и јас уште пред да ја дознаам диагнозата, значи кога чекав да ми биде направена биопсија, јас плачев под предпоставка дека некогаш ќе ја немам својата коса, значи се чешлав по цел ден, ја галев, ја мирисав својата коса, се гледав во огледало, сакав да ја запамтам, затоа што знаев дека има шанси да ја изгубам. И на крај, кога ја примив хемотерапијата, помина 4-5 дена и реков на мајка ми, ошишај ме, тоа е тоа, нема да начин да чекам. одложуваме. Да, така што тоа да беше стресно, меѓутоа не во толкава мера. Има пациенти на кои што навистина многу им влијае губењето на косата, и секако дека не е седно така да се видите во огледало, не е лесен процесот да одите да купите перика. Па периките кај нас, например, држат доста високи цени за разлика Па од не може и периките во секој да соседството. купи, претпоставувам. Да, например, јас мојата перика ја купив со пари кои што само иницијативно ги собраа моите колеги на работа. Јас за секогаш ќе им бидам благодарна за тоа, затоа што можев да си одберам перика таква каква што сакав и перика која што беше многу слична на мојата природна коса. Меѓутоа не секој има можност тоа да го направи. Многу често жените носат перики кои што им се донации, например, од друга жена, и мора да ја прифатат таа перика затоа што немаат друг избор. Не сакав да те прашам затоа што сметам барем кај нас дека е дури и тоа табу, па имам разговарано исто со млада девојка која ми има кажано дека е срам да зборува за тоа колку и недостига да има коса, затоа што некој би рекол дека треба да биде само благодарна што е жива, што е добро и дека косата ќе порасне. Ама претпоставувам во моменти кога си хиперсензитивен, дека Да. како и секој друг човек, како и пред да бидеш пациент, затоа што тоа не е единствениот идентитет ти како жена што го имаш, дека ти си жена што е онколошки пациент и што проживеала такви тешки работи, дека имаш право па да ти фали коса Па да имаш право да се чувствуваш така како што и се не чувствуваш. треба никој да ти ги негира тие чувства да. какви и да се. Проблемот со губењето на косата не е само естетски, туку кога немате коса, скалпот е премногу сензитивен и вие чувствувате физичка болка. Значи, кога ќе ја ставите главата на перница, тоа боли. Значи, имате болка, студ, например, јас примав хемотерапија, почнав да примам во декември, мене ме фати зимски период и мене постојано ми беше ладно и јас седев дома со капи кои што тетка ми ги шиеше, навистина ги има во сите бои, дезени, модели, па си ги менев, меѓутоа јас не можев да функционирам ако немам ништо, не затоа што ми било срам пред моето семејство, туку едноставно не се чувствувате убаво, нема косата само естетска функција. И, например, не е sejedno дури кога гледаш реклама за шампон, не е sejedno да видиш чешел дома, знаеш дека немаш што да исчешлаш. Јас, например, како по дефолт, нели, како и сите други девојки, постојано ги губам стегачите за коса, ама некако никогаш не успеав да го загубам стегачот за коса кој што го носев дента кога се оперирав. И потоа го гледав дома и Викаш како не го изгубив овој. да, и си велев, нели, веројатно сум сакала да бидам со врзана коса на операција, затоа што знаев дека многу месеци подоцна јас нема да имам коса за да можам да ја врзам. Како пројде операцијата? Потешка ли е самата операција или све што следува после операцијата? Физички е потешко тоа што следува после операцијата, физички е тешка самата, односно психички е потешка самата операција, затоа што тогаш сте на почеток на процесот и се уште се соземувате.
од се некако одбивате да поверувате, брзате да се Само да заврши. да се оперирате. Да. Мислам дека операција како операција, да, во секој случај е тешка, имате нелагодност, нели болки, па врз основа на тоа што е одстрането од вашето тело, може да одложувате да се видите во огледало, да се прифатите, например, во некоја ваша нова верзија, но мислам дека, барем кога станува збор за карциномот на дојка, е психички многу по тежок моментот на операција, а физички на хемо. А после години од кога веќе, нели, кажат ти дека се препорачува и сама физичка активност, можеби неколку тешка сега, нема, нели, на кросфит да одиш, Да. ама дека се препорачува и самата физичка активност. Претходно мрзлива беше, па сега вежбаш, одиш или како ти одеше со животниот стил? Не сум била никогаш нешто мразелива, но никогаш не сум ни била некој фанатик на физичка активност. Сепак си новинарка. Да. За да подоцна сватам дека тоа навистина влијае многу добро на менталното здравје. И претходно, например, ако сакам да одам на прошетка, ќе си барам друштво. Меѓутоа, една сабота немав друштво и си реков на самата себе, Вања, што ти треба за да одиш на прошетка во градски парк? Нозе, здрави, прави ги имаш, излези сама. И од тој ден јас почнав сама да одам на прошетки, потоа почнав да одам на пливање, се запишав на зумба. Значи нема нешто што не сакам да го направам и апсолутно би си продолжила со физичката активност. Знаат сите дека сум фрик за пешачење, дури еднаш премногу пешачев, па имав болки во ребрата 1 или 2 недели подоцна и секогаш кога можам избирам физичка Без активност. Google Maps и до тука дојде ми кажа не фала, ќе те И најдам. самите доктори ни препорачуваат секако дека ние за се што правиме се консултираме со нашите доктори. Има период после операцијата или после самиот третман кога не смееме да имаме физичка активност и не смееме да имаме се. Меѓутоа, сето тоа што јас го правам е во консултација со докторите од клиниката за онкологија. И кога тие ќе дадат зелено светло, знам дека ќе го направам. Спомна и за храната. На дел кажа дека си алергична, но веројатно и дали мораш сега да држиш некоја посебна диета? Има многу несогласувања дури и кај самите стручни лица кога станува збор за исхраната, кај карциномот на дојка, додека некои викаат јади си се, само умерено, други велат исврли месо, трети ќе речат биди само на сокотерапија, така што не знаете кој поправо да слушате и мислам дека нашето тело најдобро може да ни каже што ни годи, а што не. И што испадна на крај дека е тоа тебе што ти одговара, да не ти е лошо и да ти е убаво. Од што мораш да се откажеш, а што да додадеш, да речеме, во исхраната? Па не направив некоја поригорозна промена, затоа што јас од секогаш сум сакала премногу овошје и зеленчук, само што сега ги имам во некои по големи количини, почнав да ги консумирам и како сок, и како смути, сама да истражувам некои рецепти за здрави десерти, но секако дека не се обседнувам со тоа. Важно е ние да се храниме избалансирано, нели? И за органите во абдоменот незалудно се вели дека се втор мозок, меѓутоа вие не можете да живеете само на авокадо, а постојано да имате стрес. Значи, целокупниот стил на живот е важен за да имате една благосостојба. Физичкото и менталното здравје не се исклучува. Ти се сменили мајндсетот, не знам на македонски тоа никогаш, дали го присвоивме и ние почнавме да го користиме како мајндсет. Дали ти се смени размислувањето, сега ова многу тешко, длабоко филозофско прашање и клише, ако некој те праша, дали ти се смени светогледот, ета го зборот, после диагнозата, после хемотерапијата, дека човек баш и не треба да се
замара за многу работи, Да. дека стресот е Да. виновник за многу болести и дека треба да се радуваме на малите нешта. Сега ги набрав трите најголеми клишеа, Да. што секој ги прашува и ги зборува, но колку вака во пракса виде дека треба малце да успориш? Па видов значително многу и исто така сватив дека и не е добро и премногу емпатија да имаш за другите, мора пред се да си добар за самиот себе. И во една прилика отидов во кабинетот на психолозите баш на онкологија да поразговарам на оваа тема, каде што тие ми кажа колку и да страда некој, ти не можеш целосно тоа да го промениш. Не може да страдаш поради страдањето на луѓе кои што не ги познаваш и да се ставаш во улога на нивно семејство. Едноставно некогаш мора ти да ја имаш нели главната улога во твојот живот. Добро е да имаме емпатија секако, но треба и да сме солидарни со самите себе. Па да, треба тоа се да е дозирано, затоа што па никаква крајност не е здрава ни за себе, ни па за другите, може би од другата страна. Некои не бара толкава емпатија и солидарност, нели? Да, и за малите работи апсолутно е така. Например, кога немате коса, вие немате ни можност да си одберете шампон. Значи нешто најобично. Се раскрваруваат непцата под влијание на хемотерапијата, не можете да си одберете ни паста за заби каква што сакате. Има пациенти кои што добиваат гадење од одредени козметички производи, па не можете ни гел за туширање да си одберете каков што сакате. Не сте во состојба да јадете или да пиете тоа што сакате, туку тоа што ви налага самиот протокол за лечење на предходно си некој мислел дека е само паста за заби, нели? Да, а потоа станува производ кој што ти станува недостижен, или шампон, било што и да. Значи тоа се некои не мали, туку дури и минимални и миниатурни неважни у нешта. секој ден. Да, неважни, а потоа дури те боли да гледаш реклама за шампон. Например, иако знаеш дека е прашање на време и дека косата кога тогаш ќе порасне. Добро, тоа на свесно ниво, ама не можеш да одиш против тоа. Мислам, тоа дека на секој човек му се случува, не особено, нели, кога имаш таква диагноза, таква болест, значи не може да не те нервира. Јас по некои минорни, глупави работи, што од една бременост, па сега гледам колку работи, например, исправањето на мојата коса, поправањето, тоа што го кажа, ти знаеш дека се минливи работи, ама во моментот мислиш дека цел свет, цел живот ти се руши и те нервира. Да, затоа што те афектираат, а не е до тебе. Да, тоа се работи што на вистина не може да ги контролираме, тоа е. Ти помогна ли да сватиш дека работи што не може ние да ги контролираме, дека е подобро да ги пуштиме и дека е многу полесно во животот така? Да, апсолутно се согласувам со тоа дека некогаш и треба да ја пуштиш мислата и дека универзумот ќе си ги намести сам коцките. Тоа не значи дека не треба да бидеме трудолюбиви, вредни или да бидеме неамбициозни, апсолутно не, но не треба нештата да ги форсираме. Добро, по се што кажа, си работела многу и на твоето ментално здравје, зборуваш отворено, се соочуваш со тие работи, иако претпоставувам дека дел од работиве што ги зборуваш и ти се голем тригер, можеби некогаш и не си можела да ги зборуваш, што е добро, што може... Да, некогаш не, додека да завршам со третманот и со лекувањето, едноставно тоа за мене ќе беше премногу во тој момент. Не можев да се објаснувам, затоа што многу нешта и мене не ми беа јасни и потоа кога видов кај сум, што сум, сатив дека е добро јавно да се зборува на оваа тема, затоа што знаев дека мене би ми требало некој да зборува јавно во моментот кога бев на терапија и некако од моментот на моето диагностицирање до сега, еве последните 3-4 години, многу зачестија сведоштвата на пациентите, многу почна да се отвара, да даваат интервјуа на таа тема, за разлика од претходно, кога сме гледале најчесто невладени организации и доктори да зборуваат на темата.
Да, ние луѓето секогаш сакаме, мислам не сакаме, секогаш се идентификуваме со некој што е како нас. Да, Чи секако докторот дека зборува од позиција на доктор. треба да го слушаме. Докторот сепак тој учел повеќе од една деценија, можеби, за да ги добие веродостојните информации на таа тема, но е важно да се слушне и човечката приказна. Мора да го знаеме тој аспект. Дали, не знам, твојата и како да кажем, и вратена и самодоверба и добро ментално здравје, сега со последниве случувања можеш да кажеш дека ти створија немир. Затоа што дури на некој, зборувам еве лично, како мене што немал во своето семејство, имал во своето блиско обкружување некој што и одел на хемотерапија и што им било диагностицирано и тумор и рак, сите не потресе. Како му е на еден пациент што одел во тие ходници и го живеел тоа, да сега отвориш на тај МК или пуштиш телевизија и слушаш се што слушнавме. Да, апсолутно. Некако ни се отворија стари рани со сите овие вести. Јас кажав и пак ќе кажам, јас немав желудник сите тие информации да ги читам. Плачев на еден од текстовите кои што беа објавени во Слободен печат и тоа така ден-два се изнаплакав. Сега пак читав, но не се. Некако немам сила, сакам да знам, не сакам да знам што се правело и навистина ова беше лошо за менталното здравје и на пациентите и на нивните семејства. Сепак нашите родители би дале се да бидат на нашето место и тие да биле тие кои што се болни. Сега кога еден родител во некоја институција го дава своето дете со надеж дека таму ќе му биде продолжен животот, а сваќате дека можеби се манипулирало со лековите, апсолутно не ви е сеедно и затоа побаравме и правда и одговорност, затоа што тие сторители си имаат име и презиме. Има доктори кои што се прекрасни, кои што се постојано на располагање, кои што ни се обраќаат со милни зборови, кои што се посветени и не би требало да се стават во ист кош со профитерите. Да, мислам, колку и да ти е тешко да зборуваш за ова, фала ти што ја сподели ова информација со сите што слушаат и што го гледаат подкастот, затоа што и сама да кажа колку е важно да зборуваме за тоа. Значи, мене ми е многу кеф и што те прашав и пред да дојдеш, што дали ќе прифатиш и да зборуваме за ова, затоа што можеби некој во моментов и ќе го слуша ова, и ќе го гледа ова, и ќе се охрабри да проговори, затоа што ние сме толку мала земја, и сега да не звучам утопистички и идеалистички, но ако сакаме нешто да смениме на подобро, би можеле ако сите зборуваме јавно, и ако ја зборуваме и вистината, колку и таа да не е ни розова ни убава. Да. Јас сум во принцип личност што секогаш е за отворена и транспарентна комуникација, така сакам и да се однесувам. За жал не секој така се однесува спрема мене, но тоа е тоа. И секако дека и понатаму ќе зборувам на оваа тема, затоа што мислам дека тоа во една огромна мера го обележа мојот живот. Јас го делам мојот живот на пред ракот и после ракот и секако дека би ги споделила сите корисни информации кои што ги имам врз основа на сопственото искуство и врз основа на она кое што сум го читала. Да, ти доби номинација од на МСМ, да. Скратеницата ја кажувам, и можела повеќе да објасниш доделувањето на наградите беше во август месец некаде ми се чини? Мислам дека беше во август, да. Не ја добив наградата, но во ред, бидејќи јас кога бев номинирана им кажав на другите пациенти, значи речи си да нема жена со карцином на дојка која што не ја познавам. На сите им кажав дека сум номинирана и една од нив ми рече: Вања, и да не ја добиеш наградата, ти си за нас нашиот победник. И тоа за мене беше навистина како да сум ја добила наградата и кога видов дека споделуваат, па дека дават линки на членовите на нивните семејства за тоа да го направат, навистина ми беше многу драго и сватив дека заедно можеме да бидеме посилни. Да, јас се зачудив многу затоа што таа награда се доделува, да не шпекулирам, са не знам колку години точно, ама првпат профилна личност како тебе видов номиниран. Да, и
Дури Во се секој зачудив, ги случај- читам другите луѓе и ја читам и Вања, баш се зачудив. Да, во секој случај активизмот на секој еден од нив е важен, сите тие има проекти. И придонесено и сработено, не е тоа за позитивни спорно. промени во општеството, меѓутоа тука буквално се работеше за мој труд и амбиција да како индивидуа да дадам придонес во тоа да имаме подобри здравствени политики кои што живот значат. Но ете не ја добив наградата, таа беше само за млади до 29 години, јас во меѓувреме наполнив 30. Толку, веќе доста, А, нема да. номинирање. Но во ред, тоа е тоа. Не е важно, важно е нели да продолжиме да бидеме гласни, институциите да се отворени, да не се слушаат и секако да имаат волја нешто да променат. Сега пак ќе се вратам на медиумите, приеска малце ги начнавме. Сметаш ли дека доволно се пишува? Те прашав и приеска не само за, нели не само кога станува збор за истражувачко новинарство, но мене стварно многу ми фалат и едукативни емисии и онати што го спомна, дали ќе бидат тоа кратки видеа, дали ќе бидат тоа некој формат како што го има, да ги спомнеме и види вака, што ќе може народот да, нели, да впише на интернет и да најде нешто што ќе им значи, дали да станува збор тоа и за болест или за било што друго, бидејќи и ти самата, не стасавме тоа да го споменеме, ма луѓето те знаат, дека ти самата си новинарка, ти фалат ли такви содржини повеќе? Лично, Да. сега не збориме само за онколошките пациенти, за жените кои имале рак на дојка, ти фалат ли такви емисии? Мене ми фалат многу. Да, мислам дека здравството како ресор е многу ниско на агендата на политичарите и како такво го перцепираат и самите медиуми. Многу често кога се работи за вест од областа на здравство или образование, ќе видите техничка вест на телевизија, изјава, дури не се посветуваат ни 2 минути за да има некаков прилог на таа тема. Ако тоа не е соодветно за во централен дневник, може да се најдат други механизми и начини да се обработат тие теми, но мислам дека во македонската медиумска индустрија нема доволно човечки ресурси за сето тоа да се направи. Ние сме најмладите секаде. Да, Така по стандарди некои европски веќе не сме ни во млади новинари, не сме ни во млади луѓе и новинари, ама во нашите редакции ние сме најмладите новинари. Да, Нема новинари да. од 18 години, од 20 Нема што веќе, сега мислам дека и почнуваат. доправа ќе нема. Но проблемот тука не е со новинарите, мислам дека тие што сме на терен апсолутно имаме сенс и гледаме дека е важно да известуваме за вакви теми каде што главни соговорници би ни биле обичните граѓани, но треба мајндсетот да се смени на уредниците и здравството конечно да им стане поатрактивно како сектор. Ако нема само скандал, затоа што Да, во ред да. важно е кога се случуваат големи и страшни работи, да има некој што тоа ќе го истражи, тоа е за секоја пофалба. Сите што и работат истражувачко новинарство и што објавуваат и што помагаат понатаму, се отвараат истраги и се отвараат и предмети, но додека дојде до еден скандал има толку многу работи што претходно не биле изгледа видени. А еден репортер, ако биде пуштен на, дали е тоа со камера, со диктафон или на терен, ќе може да ги види, макар тоа да било некој најмал знак што понатаму станал скандал, еден репортер ќе можел да го сними или да напише за тоа, но веројатно после веќе касно некако ги изгубивме, како да кажем, оние обичните приказни, одењето на пазар, прашувањето дали е поскапено, мене тоа многу ми фали. Исто и видовме за време на ковид пандемијата дека во медиумите беа присутни доктори, научници како никогаш предходно, меѓутоа ние имаме епидемија и на рак, јас не ги знам точните бројки, но докторите кажуваат дека навистина има наплив на пациенти, особено затоа што во периодот на 2020-та немавме диагностика, нели поради сите рестриктивни мерки, па потоа дојде наеднаш наплив на пациенти на онкологија и тоа исто така една епидемија за која што треба да зборуваме не само со онколози,
туку и со радиолозите, и со хирурзите. Па дури и соматичните лекари. И соматичните лекари, еве и со нутриционисти, значи буквално со сите здравствени работници кои што имаат веродостојни информации што треба на јавноста да и бидат пренесени. И да внимаваме тоа да не биде на граница на патетика, ако снимаме луѓе. Јас кога се договаравме дека ќе дојдеме, пред да излезе скандалот за онкологија, мислам веќе пред нели и да се договараат и протести и се, ми беше многу страв, тоа ти го кажав и тебе, и разговаравме, сто работи да прашав, да не биде ништо на граница на патетика. Затоа што дури во оние уредувачки политики и во прилози и во приказни, што најчесто се бутаат во викенд кога нема дневно политички настани, секогаш со солзи во очите пред нашата камера раскажува. Да. И мислам дека тоа сега, нели, да не ги ставам сите колеги и сите уредници се на куп, значи има прекрасни колеги уредници, но на некој начин покажуваме дека ние, тој друг човек, што не е само пациент, па баш и не го гледаме најсериозно и не го почитуваме, ако тој некој човек, знаеме ние колку убаво да имаш месо и некој да се расплаче на камера, ма дека баш не го почитуваме ако кажеме дека со солзи во очите ни се расплакал пред камера. Па не знам дали е непочит, можеби повеќе или незнаење и незнаење, да. Не сака секој да биде сожален и да кажува, особено во таква ситуација. Меѓутоа темата многу сензитивна и луѓето многу често пристапуваат со сожалување, но јас не замерувам затоа што тие мислат дека така треба, а и нема некое правило како да се однесувате кога разговарате со еден човек што го поминал тоа. Да, но ние претпоставувам дека би требало да знаеме, од друга страна, ама од друга страна не сме ни ние виновни како новинари и медиумски работници, затоа што нам никој не ни одржува такви обуки, ниту не учи како да известуваме за теми што се исклучително сензитивни. Да, затоа што премалку ги има и никој не би вложил во едукација. А е многу важно дека мислам во право си го кажа тоа, можеби некој мисли дека така ќе направи подобро или ќе напише подобар прилог ако каже дека некој со солзи во очите раскажувал. Да, или ќе додаде на емоција. Да, или дека ќе ти помогне на од другата страна на човекот како личност, а можеби не и да му одмогне, ама на крај можеби нема направилен начин да ја пренесеш пораката, ама тоа пак доаѓа од моментот што за нас и во самата фела и за време на студирањето некои луѓе немаат завршено новинарство, не е ни тоа најважно, ама никој не работи како да известуваме за вакви сензитивни теми, освен ако тоа не е скандал, кога веќе е ескалирано и се, ама некои дневни теми, некои човечки приказни, баш и не се снаоѓаме како да ги напишеме. Па не се снаоѓаме затоа што и премалку ги има. Многу се ретки, за да бидете добри во нешто ви треба континуитет. Да, и обука веројатно. Јас сум секогаш за тоа дека, нели, дури да има и континуитет како што кажуваш, доколку некој не те научил како правилно да го правиш тоа, можеби да го правиш и да го пишуваш тоа секој ден во годината, пак нема можеби да ја донесе правилната порака. Да. Па ни требаат многу поголеми промени во медиумите. Не е тука само здравството како област за која не се известува, тука би го сместила и образованието, исто така, пак известуваме за образование само кога има скандали. Со години секој септември истата приказна. Многу малку се застапени информациите, пример за нашите ученици кои што добиваат награди во странство или за некои млади. Многу. Да, ние имаме препаметни, преталентирани ученици, дури некои се и се уште основци, меѓутоа треба јавноста да знае за тие деца и да се направи простор во медиумите, но за сето тоа ви треба и доволен број на новинари. И финанси, правилно насмерени, така, и време и се. Мислам, вака малку од една на друга страна ја донесов темата, ама навистина сметам дека за било кое прашање за кое треба да се подигне свесност, дека самите медиуми и самиот невладин сектор би требало да биде на страната на луѓето на кои им е потребна помош, било каква. Америка е многу напредна
на тоа поле и тука е користа од тоа да знаете англиски јазик затоа што секогаш ќе имате пристап до многу повеќе информации. Понекогаш се случува да дојдам до одредени информации па ги преведувам за да им ги ставам на пациентите во група. Не се, например во Америка самите невладени организации и самите здравствени установи имаат канали за подкасти. Имаат групи на Viber каде што лиферуваат различни информации, фотографии, што и да. Имаат цели хаштази, например, на социјалните мрежи. Има општествено одговорни компании кои што имаат производство на производи наменети за пациенти со одреден вид на карцином. И ние сме многу далеко од тоа. Например, кај нас доктор да ви даде интервју мора да побара дозвола, например, од својот директор. А во Америка сега не знам дали бараат или не бараат, но имаат, пак ќе кажам, подкаст каде што зборуваат со самите доктори и потоа тоа се става на канал на Spotify или на некоја таква мрежа каде што имате добар пристап до информациите што ви се потребни. Значи се користат и новите медиуми. Има начин. Значи кај нас за да стасаш до тие информации, да дури да се од странство, па и не сите знаат англиски, Па да не самата сите знаат. кажа дека не сите знаат Например, англиски. нашите доктори учествуваат во многу научни истражувања и во изработка на клинички студии, но јас такви клинички студии немам видено. Или сум Зборуваш кај видела нас на македонски? Да, или сум видела многу малку за разлика од американските онколози кои што своите истражувања ги објавуваат и во скратена верзија, ги има и во долга. Значи тие се јавни, може секој да Да, ги најде да. и да си ги прочита. Има цели веб страници кои што, например, се наменети за рак на дојка или веб страница наменета само за исхрана со рак на дојка и таму е наведено која намирница, која жена, колку често треба да ја јаде во Тоа е зависност од цела тоа наука баш. дали има Некој седнал хормонски да истражува. зависен или независен карцином. Значи тоа се одлични информации. Јас еден период бев обседната, мислам дека не остана некој таков документ кој што не го Па ти прочитав. помогна ли? Разбрали нешто што тука, например, немало кој да ти го каже? Па и ми помогна, меѓутоа И те збуни. и ме збунија затоа што тоа беа премногу информации и јас некако се опседнав со тоа и влегов во некој магичен круг каде што не знаев што поправо да јадам или да не јадам, да пијам или да не пијам. И таквата обседнатост не беше добра. Тоа беше некој зимски период кога јонака немав што да Седи на правам, дома, под празници кебе се, скролам. Да, значи тие информации беа релевантни. Јас сум доволно медиумски писмена да знам, нели, кога ќе видам дека докторите на тоа се подпишани, дека можам да им верувам, ги гуглам докторите, значи истражувам кои се, што се, некои се онколози, некои се хирурзи, некои се радиолози, но си реков еден ден престани малку затоа што влегов во круг. Да, влегуваме во еден круг каде што ете колку и да кажуваш дека колку и да е тоа се точно, ама толку и многу информации. Баш сега видов едно видео на Инстаграм околу здравото хранење, каде што држи вода на тоа што секој од експертите го кажува, но баш беше сублимирано во едно кратко видео, каде што едни велат дека треба да не се јаде леп, дека не треба да се јаде овошје, дека не треба да се јаде житарици. Имаш информација од 10 минути каде што самата велиш ако не си медиумски писмен, дури и да си во самата област не си доволно образован, не ти е ни професија, ни ништо што ќе те збунат. Меѓутоа и кај самите професионалци постојат несогласувања. Например, Да, некои тоа сме велат дека виделе. онколошките пациенти не треба да јадат месо, други велат дека треба да се јаде месо за да имаш сила, бидејќи слабееш додека си на хемотерапија и самите мислења се многу поделени. Добро, тоа е, мислам дека една гранка од медицината, во која за среќа сега од ден на ден се менуваат работи, што не било така во минатото, Да. кога во медицината се случувале големи работи, може би еднаш во деценијата или повеќе. Сега читам и гледаме дека секојдневно се случуваат
нови работи, така што може би тој режим на исхрана еден ден ќе има универзален режим на исхрана, но веројатно не е доволно истражено се уште. Да, има истражувања, меѓутоа различни истражувања доаѓаат до различни резултати и некако многу се збунуваме, многу често на социјалните мрежи тие прашања се поставуваат, но не е возможно тоа во една објава на Facebook вие да го објасните или да му доловите на еден пациент дека кога имате, например, рак на дојка, не може истата храна да важи за сите пациенти. Да, затоа мислам дека ние генерално за се сме така, па бараме некој универзално или решение или пристапа не може да го има. Или знаеме дека докторот е презафатен, па ни е многу полесно пациентот да го прашаме, тоа што кај мене е од корис, кај друг може апсолутно штетно да влијае, да не биде толку корисно. Така што треба да сме предпазливи со информациите. Да, но и ти самата кажа дека и на крајот си го нашла она што тебе ти одговара најмногу, предпоставувам дека и за сите е така и за се. Па јас од секогаш сум некој што обожава овошје и зеленчук, само што сега ги консумирам многу повеќе. Не сум некој љубител на месо, јадам, меѓутоа не сум го исфрлила целосно да станам вегетаријанец или веган. Проучам како што не и нас кујната, но на што сме навикнати од деца да јадеме. Тоа и самите нутриционисти го кажуваат дека нашата кујна, македонската, е многу блиска до медитеранската и дека е добро да се хранеме со тоа што е од нашето поднебие, значи да јадеш манџа, да јадеш салата. На тоа што израснавме, што јадеме секој ден. Да, на тоа што сме пораснале, тоа е тоа. Вања, ти благодарам многу што прифати да се видиме. Јас ако не се лажам, освен на Facebook, на Instagram и на која уште мрежа, не знам, се следиме, сме немале можност да се видиме во живо никогаш. Мислам дека еднаш се видовме на некое судење. Да, ама не беше тоа да имаме време да си направиме муабети, да испиеме кафе, нели секој своето кафе и своето млеко, но немаме можност вака одблиску да се запознаеме. Мило ми е многу што прифати да бидеш втора гостинка. Значи не е малку втора гостинка во Некта и се надевам дека ќе имаме прилика да зборуваме, да се видиме пак и во подкастот, но и да се видиме низ град на кафе. Да, благодарам и јас на поканата. Секогаш сум за кафе. Претходно не бев толку по социјалните активности. Сега буквално може да има денови кога си одам дома само за да спијам. Постојано сакам да се дружам, да сум излезена, да комуницирам. Сваќаш некогаш дека животот е премногу краток и треба порационално времето да се троши. И се надевам дека ова е придонес кон зголемување на свеста воопшто за карциномот и за важноста на нашето физичко и ментално здравје. Ете и надвор од октомври, во пресрет на октомври, кога ќе си ставаме розеви рамки на профилните фотографии на Facebook, важно е и вака да зборуваме надвор од тоа. Да, фала ти уште еднаш. Тоа е тоа, чао.